Во функција на превентива и на подобро подготвување за евентуално справување со ризици, денеска беше одржан управувачкиот комитет за справување со кризи во врска со информациите кои што се добиени од страна на Управата за хидрометеоролошки работи за потенцијална многу известна, многу веројатна ситуација каде што во текот на следните денови ќе дојде до појава на комбинација на два фактори, односно многу ниски температури, појава на врнежи на снег, кои што, како што беше кажано од страна на стручните лица, токму комбинацијата на овие два фактори, на многу ниски температури и врнежи од снег во рамките на територијата на цела Република Македонија, може да создаде определени ризици кои што се класифицирани како ризици во поглед на снабдувањето со електрична енергија, ризици во поглед на движењето, односно сообраќајот, ризици по здравјето на населението во нашата земја, ризици во поглед на водоснабдувањето и останати ризици. Беа разгледани сите овие околности, се донесени определени заклучоци и препораки кои што уште во текот на вечерта ќе бидат испратени до сите надлежни институции, чија што цел и основна задача е подобра подготовка во функција на справувањето со определени ризици кои што може да се појават. Во поглед на ризикот кој што може да настане во врска со снабдувањето со електрична енергија, управувачкиот комитет донесе заклучок со кој што Евана, компанијата Евана треба да формира тимови кои што ќе бидат со зголемена мобилност и зголемена оперативна подготовност, кои што ќе треба да реагираат во случај на нарушување на системот за снабдување со електрична енергија. Тоа е процедура која што постои, која што очекуваме да биде задоволена на највисоко ниво од страна на сите институции кои што имаат ингеренции во рамките на снабдувањето со електрична енергија. Она што на посебно се осврна внимание е ризикот кој што може да се јави во врска со движењето, во врска со сообраќајот, при што беа донесени неколку препораки, овдека централно место во функција на обезбедување на движење, на сообраќај, на продност на патиштата би требало да имаат јавното претпријатие Македонија Пат, потоа единиците на локална самоуправа, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи. Она што е како заклучок од страна на управувачкиот комитет е екипите на јавното претпријатие Македонија Пат исто така да бидат во постојана оператива, во постојана готовност за реакција на определени критични точки кои што постојат на патиштата, кои што се детектирани од страна на претпријатието и од страна на Министерството за внатрешни работи. Исто така беше донесен заклучок во ситуација доколку се појави потреба од забрана за движење на определени возила, на тешки транспортни возила, на определени потези на патиштата, треба и граѓаните, и предпријатијата, и транспортерите да бидат свесни дека може да дојде до забрана за движење на определени потези на патиштата во текот на деновите од четврток па до понеделник, но за сето тоа ќе се информира на дневна основа. Би сакале да апелираме сите граѓани кои што немаат особена потреба за патување во текот на викендот да не патуваат. Оние стопанственици, оние транспортери кои што може да ги одложат своите транспортни рути во текот на викендот да ги одложат, доколку тоа не предизвикува економска штета за нив, а оние граѓани и оние транспортери кои што ќе се решат да патуваат, треба да бидат свесни дека треба да поседуваат зимска опрема и тоа во смисла на потребна зимска опрема за сообраќај, но и зимска опрема за чистење на патиштата, се разбира пакети за прва помош и определено количество на питка вода и храна. Службите ќе бидат на терен, ќе действуваат, но добро е да се има еден граѓански активизам во функција на подобро справување со сите овие ризици кои што би можеле да настанат. И на крај, исто така, во соработка на централната и локалната власт, препорачано, заклучено во определени принципи и процедури е Управувачкиот комитет донесе заклучоци со кои што се наложи уште во текот на утрешниот ден сите општини во Република Македонија да ги формираат своите кризни штабови во рамките на кои што ќе вклучат представници од Центарот за управување со кризи, на Дирекцијата за заштита и спасување и Министерството за внатрешни работи. Исто така да ги мобилизираат сите своји јавни комунални претпријатија, сите своји ресурси, капацитети кои што би можеле да бидат од помош во справување со определени ризици кои што би можеле да настанат.
а доколку проценат дека со искористувањето на ресурсите кои што се во нивен посед, во нивна собственост, не може да се задоволат определени потреби и да се надминат определени предизвици, своите потреби дополнителни кои што би биле на страна од она што го поседуваат, да ги пријават до органите на централната власт. И се разбира заклучок до Министерството за внатрешни работи, армијата на Република Македонија, припадниците на полицијата и на војската да бидат во состојба на зголемена готовност, зашто имаме позитивен одговор и од страна на армијата и од страна на полицијата и зашто сме благодарни. Почитувани, знаете како досега секогаш кога кажувавме дека имаме акционен план за превенција од топли бранови, Министерството за здравство имаше подготвено и акционен план за превенција од студени бранови, превенција од штетни последици на студени бранови по здравието на населението. Меѓутоа, овој план, иако е донесен веќе неколку години, немаше потреба да го активираме, немавме најава на такви ниски температури. Бидејќи сега од Управа за хидрометеоролошки работи имаме најава за температури кои што би оделе до минус 20-22 степени Целзиусови, тоа значи дека согласно овој план ние би имале фаза, велиме припремна фаза, или фаза каде што треба да се населението навреме да се предупреди за штетните ефекти од последиците по здравието. А доколку овие температури отидат и над 20 степени, 27, 22, 23 степени, тоа е веќе портокалова фаза или фаза на студен бран. Значи, сега ние не сме во таа портокалова фаза, него во жолта фаза или припремна фаза. Што е она што согласно овој план треба да се направи во овој момент од страна на здравството и Комисијата при здравството? Да се извести населението, граѓаните на Република Македонија, дека во овој период, посебно од петок до недела, па можеби понеделник ќе трае овој бран, без потреба да не излегуваат од дома, а тоа од два аспекти ќе ни биде од корист. И заштита на здравието од студените бранови и заштита од грипот, бидејќи сега сме во фаза на грип. Значи да седат дома без потреба да не излегуваат, ако веќе мора да излезат, се знае соодветно топло облекување, капа, шалоба, везно, ракавици, топли напитоци и престојување од време на време во топли простори или трговски центри каде што е топло, да не бидат постојано изложени на ладно. А за постарите лица, хронично болните, да не излегуваат, бидејќи има можност и од директни штетни последици по здравието од студеното време, меѓутоа и од паѓање и скршеници, доколку имаат потреба за терапија, да се јават по телефон на партонажна служба, на Црвен крст, на итна медицинска помош или на сосед најблизок да им се обезбеди таа терапија, да не излегуваат од дома. Сакам да напоменам дека во веќе утрешниот ден Комисијата при здравство за студени бранови ќе има состанок и ќе бидат известени сите здравствени установи да обезбедат доволно терапија во овој период, за евентуално зголемен број на лица со штетни последици од студени бранови, доволно кадар, доволно сместувачки капацитети, како што кажавме, и лекови. А исто така, планирано е во овој период заедно со останатите институции, Црвен крст, каде што ќе слушнете сега, со единиците на локална самоуправа, со труд и социјала, да се посетат оние стари, осамени лица кои што живеат сами, да се направи мапирање сега, пред да почнат овие студени бранови, да се види дали имаат потреба од храна, огрев, лекови и било што, ако имаат потреба, веднаш тоа да им се донесе, да бидат заштитени, да нема кај нив штетни последици од студените бранови. А за бездомниците посебно заедно работиме, ќе ви кажат и Црвен крст, и нив ќе ги изгрижиме, да се потрудиме навреме да превенираме штетни последици, бидејќи овие студени бранови, освен што имаат штетни ефекти по инфраструктурата, по електроснабдување, водоснабдување, сообраќајот и така натака, имаат директни последици, како штетни последици по здравието на населението. Исто така апелираме до граѓаните, доколку имаат потреба од медицинска помош или било каква друга помош, се најдат во неповолна ситуација или забележат лице на кое што му е потребна помош, може да биде во одсечени предели од снег, може да биде смрзнато лице или за себе, за било кој, може да се јават веднаш на бројот на Центарот за управување со кризи 195 или да се јават, само извините, на бројот на Црвен крст 3139 578. Значи, директно да се обратат, ние меѓу себе ќе искоординираме како институции и на тие лица веднаш ќе им биде упатена помош. Значи, и за себе, меѓутоа, иако видат дека на некое друго лице му е потребна помош, посебно ако имаат сосед, пријател, комшија кој што живее сам, на кој што навистина му е потребна помош. Црвениот крст на Република Македонија во рамките на целокупните напори што се превземат за справување со евентуалните последици од ниските температури, во своја домена работа
државата, значи веќе неколку денови наназад, меѓутоа ќе продолжиме со поголем интензитет наредните денови, ќе има грижата за бездомните лица. Знаете дека ние поседуваме центар за бездомни во Момин Поток, истиот се користи овие денови, сметаме дека неговата потреба од постоење наредните денови како е потребна. Во оваа смисла беше заклучено заедно со Министерството за труд и социјална политика да се зголемат овие капацитети некаде за околу 50 легла, што сметаме дека би биле доволно за првичниот одговор евентуален. Во оваа смисла се договоривме да добрата практика од Скопје се пренесе и надвор од Републиката, значи да се направат програми, односно да се направи план за згрижување и на бездомните лица надвор од градот Скопје во другите градови во Република Македонија. Секако дополнително во оваа смисла Црвениот крст на Република Македонија понуди и стави во функција веќе неколку мобилни своји тимови кои ќе патролират низ градот Скопје да ги пронаоѓат бездомните лица и заедно со министерствата соодветни, значи да вршиме посета во домашни услови на лица осамени, хронично болни во смисла на нивна грижа. Секако дека во овој правец, имајќи во предвид евентуалното движење нели на патните правци Скопје Охрид и Скопје Крива Паланка, нашите тимови ќе бидат дежурни наредните денови, соодветно опремени, снабдени и се формирани прифатни пунктови, односно центри во Кичево, Гостивар, Куманово и Крива Паланка да евентуално нели доколку дојде до застој во сообраќајот да можеме да излеземе во пресрет и да помогнеме првично на евентуално нели затрупаните, односно возила кои ќе останат на патиштата. Така да сметаме дека со еден вака дизајниран одговор на сите одговорни субјекти во делот на менаџирање со вакви ситуации ќе можеме соодветно да изменаџираме кризата, односно евентуалната состојба и да излеземе во пресрет и максимално нели да бидеме од корист на граѓаните на Република Македонија.